Денес се одбележува Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, ден кога се нуди повеќе можност да се слушне гласот на овие лица и нивните родители, кои секојдневно се среќаваат со институционалните бариери. Од Сдруженијето Сплотени срца во Штип бараат во иднина институциите да имаат повеќе слух за овие лица, бидејќи досега многуте барања упатени до институциите, но и до партиите, не биле соодветно ниту разгледувани, а камоли решени проблемите. Најбитното нешто што треба во секоја нормална земја, нели сакаме Европската унија да бидеме, е да има решенија кои што се, значи стратегија да има. За жал кај нас нема стратегија. Обично кога се носат решенија се носат без нас, а едно од правилата е ништо за нас без нас. Еве, например, во Штип сега има предвремени избори за градоначалници, нашите деца не се ни спомнати. Така што во суштина сме разочарани фамилиите и повеќето фамилии гледат израз веќе надвор од Македонија, за жал. Ова е можност сега во изборен период, кога партиите се борат за градоначалничкото место во Штип, во нивните програми, да се отстапи повеќе место за лицата со посебни потреби, истакнаа од Сдруженијето. Подобро разбирање на полето на хендикепот со фокус на правата на лицата со посебни потреби и придобивките кои ќе произлезат од нивната интеграција во општеството се дел од пораките од општина Делчево во рамки на одбележувањето на Денот на хуманоста, а презентирани денес во одбележувањето на Меѓународниот ден на лица со посебни потреби. И денес, на овој 3 декември, повикуваме да се разбуди филантропијата и општествената одговорност на фирмите, бидејќи филантропските активности на едно предпријатие се всушност највидливиот дел од општествено одговорните практики. Во таа смисла, општина Делчево и градоначалникот Трајковски ќе донираат средства за да се подобрат условите за престој на децата во дневниот центар во Делчево, во насока на подобро одржување на хигиената на просторот во центарот и инсталирање на под кој ќе овозможи подобра дезинфекција, што секако е во насока на препораките за заштита од COVID-19. Во рамките на активностите на темата различни, но сепак исти, во образовните установи во Делчево се реализираат различни содржини и изработки на часовите во наставните активности. И во дневниот центар во Делчево се одбележа овој ден со работна средба на вработените и родителите на лицата со посебни потреби во насока на идно дејствување и работа на дневниот центар. Па вака, по повод Светскиот ден на лицата со посебни потреби 3 декември, секој знаете дека ние во изминатите години организиравме денови на хуманост, кои што беа во време трајање од недела дена пред и после 3 декември, и истите тие активности содржаше различни содржини организирани од деца од редовните училишта, како и нашите деца во интегрирани услови. Поради актуелната состојба на COVID-19, ние денес решивме овој ден да го организираме во една работна, ќе речем, атмосфера, како и еден мал коктел со нашите корисници, како и нивните деца. Работна средба би велам во тој аспект дека сакаме да слушнеме мислењето на родителите за идните наши активности и нивната поддршка за да почнеме и продолжиме со успешна имплементација како и пред короната, а при тоа запазувајќи ги сите безбедности мерки. Од Центарот за култура Никола Јонков Апцаров истакнаа дека во ликовното студио што треба да започне деновиве ќе бидат вклучени и лица со посебни потреби за да ги изучат техниките на сликарството.